Бактериите како прецизна фабрика за лекови. Научниците од Универзитетот Шандонг го модифицираа сојот Ешерихија coli нисл 1917 за да го напаѓа ракот одвнатре. Овој систем овозможува директна испорака на лекови во самото жариште на болеста. Како функционира нападот? Бактеријата е редизајнирана да го произведува лекот ромидепсин. Тестирањата врз глувци ги покажаа следните предности. Цел на колонизација, бактериите се размножуваат само во туморот. Локално производство, лекот се ослободува директно во туморот, штитејќи ги здравите клетки. Двоен удар, синергијата меѓу бактериите и лекот создава моќен антиканцероген одговор. Ибни Чекори. Иако резултатите во 2026 година ветуваат многу, потребни се дополнителни истражувања пред тестирање врз луѓе, со фокус на безбедното отстранување на бактериите по терапијата. Кафето како штит за менталното здравје. Ново истражување од Универзитетот Фудан, објавено во Science Alert, открива дека умереното консумирање кафе значително го намалува ризикот од депресија и анксиозност. Клучот е во златната средина. Оптималната доза. Последење на над 460 лица, научниците заклучија 2 до 3 шолии дневно. Ова е идеалната количина за најнизок ризик од ментални нарушувања. 5 или повеќе шолии, прекомерниот внес го зголемува ризикот, што ја потврдува важноста на умереноста. Зошто помага? Кафето содржи биоактивни соединенија со противвоспалително дејство врз мозокот. Ефектот е присутен кај сите видови кафе, мелено, инстант и безкофеинско, а во 2026 година оваа навика се смета за едноставна превентивна мерка против стресот.